дојдовте во уште еден подкаст со Фактор МК. Јас сум Мишко Иванов. Имам особена чест да ви најавам уште едно интервју. Јас ќе кажам голево интервју затоа што после многу години, ако не и после една деценија, имам чест да разговарам со Владимир Тодоровиќ. Тинекс. Да. Тинекс, така ве знаат сите. Добро. Добар ден, добро дојдовте. Добро ве најдов. Се малку и за вас е ново, така? Подкастиот едно со интервјуата што сте после колку време? Па преку 10 години, 11-12 години можеби како во јавност. Не сум дал некој интервју и така. Свесно избегававте или? Да. Да? Да. Приказната на Владимир Тодоровиќ е исклучително интересна. Например, ние сите ве знаеме како Тинекс, Владимир Тинекс. Многу малку знаат дека вие сте по вокација Градежен инженер. градежен инженер. Да. Како се случува, бидејќи сте работели на хидроцентрали? Така? Да. Како се случува сега? Пред да дојдеме до Тинекс сега, Да. тоа се капитални проекти кога зговорам за хидроцентралите. Особено Матка, мислам дека и последната. Не, Козјак е последната. Козјак, Света Петка, не знам дали бев уклучен. Многу време помина од времето кога учествував во делови на проектирање на Козјак. Уствари по завршувањето на факултетот добив работа во... Кратко бев и професор во техничкото училиште едно полугодие. Во средно? Во средно, да. Така да еден од познатите ликови на кој предавав е Јохан Елзесер. Може и некои други. Се вработив таму како градежен инженер. Јас во одделот завршив конструктивен оддел, односно меѓу јавноста познат како стабилност на сите објекти или статика. Статика и стабилност тука негде се тие два поимови. Значи статика е нешто што мирува, што Да, сватив. Да. И да не можам да пофатам од каде градежен инженер, зашто градежен инженер и зашто не останавте во тоа? Особено што сега е многу актуелно тоа. Да. Тоа е, јас многу ја сакам таа професија и денеска. Да не кажам со љубен или по втор пат кој би студирал тоа би го студирал. Многу интересантна професија за мене. И вработувањето беше баш на место, како би рекол, во однос на моето образование. Значи, се вработив за тоа што учев. Напредував таму со сознание. Едно е кога се студира, а друго е кога ќе ви дадат работа, да ја завршите работата, да испроектирате, да ги пресметате сите димензии на конструктивните елементи и процентот на арматура внатре во сите тие греди столбови со што да е. Такво искуство многу драгоцено стекнав таму. Како да кажам, се усавршував по хоризонтала, вика порано. Значи напредува по хоризонтала. Бев многу задоволен. Единствено што не бев задоволен беше тоа платата. Во тие услови тоа е, значи, негде, малку да се подразмислам, 87, 8, 9 година, градежништвото не стоеше баш добро, уште полошо стоева проектантските куќи, каде што работев, тоа беше хидроелектропроект, и платите ни доаѓаат често пати на ниво на 200 марки. Ова за која година говориме? Па негде 88-9. Добро, тоа не се златни времења за градежништвото? Не, подоцна дојде, да, подоцна. Тешко се наоѓаше дури вработување, посебно архитектите имаа проблем, и неколку генерации, може десетина генерации на архитекти мора да се вработуваат како во некои бутици продавачки за салон за намешта и така натака. Така да ми беше нив залудно тоа учење како архитекти. Денеска сите тие профили, градежни инженери, архитекти, машински инженери и сите други, добро се вработуваат, односно се вработуваат за добра плата. Тоа беше време лошо пред крај на распадот на социјализмот и времето можеби на Анте Марковиќ, кој го паметиме како време кога дозволи да така лесно се отвараат фирми, да може да работиш сам за себе.
Јас го искористив тоа време, но во тоа време се уште градежништвото, збораме во времето на Анте Марковиќ, не беше во некој подем. Многу од фирмите, големи компании, Гранит, Бетон, мака мачеа со работа, со инвестиции, со обезбедување плата на нивните работени. Некој од нив, како Бетон, како Илинден, како Техника и пропадна, малку од нив се задржаа. И во тоа време се уште веројатно урбанистичките планови во општините не беа донесени на тоа ниво за да можат собствениците на земјишта да најдат инвеститори да градат како што тоа е случај денеска. Уште помалку пак имаше понуда на продажба на земјиште што се во државна сопственост. Така да тоа беше баш буквално нула од потенцијал да влезете со инвестиции во градежништво. И мене ми е жал што тогаш можеби да имаше такви услови, можеби ќе работев и ќе продолжев да бидам во мојата струка. Дали како инвеститор, дали како вработен негде во некоја фирма, бидејќи, како што реков на почетокот, мојата струка е многу добра и многу си ја сакам. И кога проработува оној бизнис момент кај вас, кога велите, јас за 200 марки немам намера да работам? Баш така. Значи, немам намера, имав отпор кај моите во фамилија, дали одлуката ми е исправна или не, ја реков дека ќе продавам на зелен пазар со тезга, ќе изведам 400 марки сигурно. Значи, дека продававте? Не продав. Сега да кажам дека како да е 200 марки ќе заработам на било кој начин. И трнав со трговија на големо, не знаев ништо од трговијата, не знаев ништо е вирман, ништо тотално. Како влегувате во како се впуштате во таков? Па некаква самодоверба дека не е тоа нешто толку комплицирано, дека може да се знае, може да се научи, може да се дојде до некоја информација. И гледав некои луѓе што веќе имаат трговија, од што заработуваат, почнав да ги копирам нив и тоа траеше неколку години. Кој имаше во тогаш беа само послуги. Не се работеше кога почнав само послуга и сите одеа на пишанка, може имаше тефтер секој локално гранамчи на пишанка запишува. Така беше. Но почетокот не беше баш таа трговија, него беше со трговија малку на текстил. Имаше неколку фирми увозници кои увезуваат текстил, јас тој текстил полека го нудев на синдикатите. Не знам дали биле тренерки, дали биле детски некои артикли, дали се сеќавам еднаш фармерки, некои имав многу. Ама кај ги носевте? Не, јас ги купував од увозниците, за да ги понудам на синдикат во цементара, например, во Охис и така натака. И на тоа печалевте? Да, имаше простор да се печали, бидејќи ги купував на големо, купував по 300 пара од тие. И имаше простор да се стави разлика во цена, а да сепак да бидат поволни за оние кои им требаат тие. И практично со колку го почнувате вие вашиот бизнис, кој што денес е, јас ќе кажам, исклучително успешен. Кај нас кога ќе употребиш збор империја малку по лошо се сваќа, меѓутоа она што го имате денес, како Тинекс е исклучително за поздравување во секоја смисла на зборот. Со колку пари го почнувате вие бизнисот за да купите од увозниците вие? Прво оној тренерки па да ги носите по синдикатите. Па мислам, ако не се лажам, дека тогаш, иако некој ме познава, некој не познава, дава роба на на одложено плаќање од 30-60 дена со акцептен налог. Ја немав пари, ја купував така робата. За без пари? Као вие даваат тие? На почек. На почек, да. Мислам, тие вие даваат робата, вие не плаќате. Со одложен рок на плаќање од 60 дена. Јас во тие 60 дена се трудам да ги продадам работите, да ги наплатам и да се разложам. И добро ви беше? Па не беше толку добро, но не беше ни лошо. Многу подобро него таа плата што имав како инженер во проектантската организација. Повеќе од 200 марки, значи. А се мачевте? Па секоја работа има во моменти кога, например, се сеќавам дека успеав на еден тендер во Охис со многу ниска цена на ХТЗ чевли,
да, мислам, 2000 пара се продадат и на 2000 пара може би заработив 2-3 плати. Но Охис во тој рок во кој бевме договорени не ми плати, проблемите сега на она дека сте дали акцептен налог ќе ве блокираат, а тоа веќе се спрема за стечај фирмата, ве остава последните денови без сон. И ако ме прашувате дали имало проблеми, дали сум се мачил, повеќе било дали ќе успеете да ги наплатите производите кои сте ги дале и вие на одредено. Кога купувачи беа синдикатот, например, тогаш тие даваат чекови, тога немаше никакви проблеми. Мислев, дали сте се мачи, што поточно, што е она кое ве водеше во животот? Парите можеби да, како нели секој, како да кажам, нормален човек кој што се бори за своето семејство во услови, знаеме какви се тие крајот на 80-тите, почетокот на 90-тите, тука се тие инфлации, приватизации и така натаму. Која е водилката која што ја води? Вие Тинекс го замислувавте или не сте го замислували Тинекс? Не, кога заминав од фирмата во која работев како проектант, немав ни идеја ни што од кој дел од трговијата отвори фирма, веројатно настутував дека во трговијата може да заработам, но не знаев со што би се бавил поточно. Ви велам, ова го почнав така. Колку време вака работевте со текстил? 3-4 години. Например, имаше такви времења, некои може ќе се сетат на тоа, по телефон, јас никогаш не сум бил во Мерима Крушевац, по телефон се представувам кој сум и дали може да купам еден камион детерџенти. Тие таму одговара дека може, даваш порачка, изјава се даваше тогаш, адреса даваш, камион стигна, пари не одложено, рок на плаќање 30 дена. Тоа беше, значи, дали пред распадот беше на... Тоа ми е пример каква доверба имале порано и оние кои произведуваат и оние кои купуваат. А не ви беше вас страв? Од што? Сега купувам камион, ако не го продадам? Ама цената е таква, поволна во однос на тоа што купувачите може да купат по маркетиве, да мојот настап кај синдикатов, например, дека давам на 3 рати да си купат по 2-3 врекички или како да кажам, или на 4 рати или на 5, е сууште 10-15% поевтино од она што е во маркетиве. Значи, нив на синдикатот им нудам поевтино и на подолг рок на плаќање. И во тоа верувам дека ќе успеам. И така успеав. Практично, поентата е, ако добро ве сваќам, да се врти, бидејќи сме бизнис муавети, да се врти парата. Па и е тоа голема поента. Да видам, може ли секој да биде бизнисмен во... Па не знам, не верувам дека секој може да биде, но дека многу може да бидат бизнисмени, може да биде. Треба да имаш њух, треба да имаш интуиција, треба да имаш храброст. Па од сеп то по нешто. Да. Затоа што е и ризик, така можеш и да пропаднеш. Така е. Има една работа кога луѓето што помалку знаат за работите се по-самоуверени. Имаат поголема самодоверба. Зашто е тоа така? Па затоа што не ги знаат последиците. Веројатно и кај мене нешто слично се случувало. Ја не сум ги знал последиците и сум имал голема самодоверба. Но со тек на време се појавиле некои непредвидени работи кои на некој начин ме направиле попредпазлив. А господин Тодоровиќ, во Македонија, не во Македонија, генерално секаде важи, особено тука, дека секи ви простат успех никако нема да ви простат. Вие барем најдобро го имате искусено сето тоа. Па, добро, мислам, поготово во средини као што е нашата, каде што можеби 70% од населението има финансиски проблеми, успехот кај поединци прво ги прави тие другите како неспособни на некој начин сега. За да малку ја амортизираат таа разлика, почнуваат да гледаат лошо на тие успешните. Не ги сакаат да им се случи нешто, да се изедначат. Тоа е во кај нас, видејќи велам 70% може би имаат финансиски проблеми. Дури тоа го знае и политиката,
Па, мислам дека кога атакува на некој да некако као политикава ги следува работите, као сака да оние кои се огрешиле од законот условно, она бира кого ќе према кого ќе створи предмет, за да на некој начин кај 70% од населението се го подигне својот рейтинг, затоа што велам тие во тој момент, мов случај да кажеме кога ми одредија мерка притвор дома, некако ја имам чувство дека малку груб збори да кажам се ситат, но добар дел од нив викаат нека му е. Па Кога може да принципиално кога може да вози Мерцедес, има таква куќа, нека види сега како е. за ова последново приведување баш и немаше такви муавети. Мислам Ја така сигурно мислам имало, сега, може би. но тоа е чувство, но имаше и муавети кои што одеа дотаму, Аман, сега претпоставам оние кои што ја познаваат Аман и до овој бизнисмен ли Стаса. Но таа мантра, таа матрица на размислување, за кој што вие велите дека е 70% од прилика заради животниот стандард, оние кои што немаат повеќе пари. Вас ви пречи ли што вие сте успешен бизнисмен? Но времето на транзицијата, изроди бизнисмени кои што се, карикирам во наводници, со трето оделение. И сега одеднаш ви стануваат, вие сте учеле школа, факултет, градежен инженер, па сте тргнале во друга насока, и сега одеднаш ви доаѓа некој, сега јас да ви покажам, и станува не знам на каков начин, на бандитски или на каков начин, затоа велам со трето оделение, и одеднаш станува и покажува пари. И сега вас сите и успешни бизнисмени ве ставаат во истиот кош. Може ли така да се сврти приказната? Па секако дека има дел од брзо растечки бизнисмени. Дека има меѓу бизнес заедницата и оние кои можеби на некоректен или ајде да кажем на нелегален начин стекнале некои пари. Не знам, можеби јавноста кога сака ги става во исти коши. Сите кога сака не ги става. А вака ли Тука и по не се- светот? Молам? Дали е вака и по светот? Не очекувам, не знам точно, но не очекувам дека е така. Луѓето имаат своји обврски. Ако го погледнете дневникот на хрватска телевизија и дневникот нашиот, многу се разликуваат. По тоа ќе познаете дека нивните актуелни вести не се секогаш покажување прст према некој што се бави со бизнис, некој што Дури стекнал знаат и пари. да воздигнат некогаш успешен бизнисмен. Дури така имаат повеќе респект, но тоа све зависи од поднебието, од народот, од традициите наши и така натака. Мислам дека културата и семејното воспитување кај нас, за жал, е на пониско ниво од ова што е на запад и од таму е коренот на нашите проблеми. Али тоа е друга тема. Ова смиреност ве краси цело време? Или знае да избавне Тодорович? Па знам. Да? Да, знам. Да. И изгледа тоа со викање или? Сега, Па добро се случува ретко, но било викање. има ли во бизнисот емоции? Нели она постојано говорат, во бизнисот нема емоции, но да се внимава да не се гази преку лешеви. Па зависи од личноста, да. Аха. Некои тоа го прават побрутално, да кажем. Кога велиме се гази преку лешеви, некој не, некој знаат да помогнат, да бидат по, како да кажам, френдли, по-пријателски према комитентите, према соработниците, купувачите, продавачите и така натака. Јас имав случај кога многу од компаниите пред година и пол-две се разбрануваат дека се продавам, па дека ќе останат моите добувачи Ви ненаплатени. го чувам тоа за посебно прашање. И имаше многу нив дојдо и кажа не ме интересира тоа што се збори, кај нас се отворени понатака широко вратите. Тоа е веќе некако баш оној пријателски настап меѓу трговците, ајде да кажем бизнисмените. Ви што велат за бизнисмените дека е, како велат, тешко е првиот милион, после веќе е полесно. Кога ќе се направи?
Па може да е така. И јас, кога ме прашуваат нешто, дали треба да имам ја 20 маркети, дали ми се доволни, или 40 или 100 маркети. Никогаш јас немам поставено прак или цел до кога ја би требало да се... Не за тоа што тоа треба да има лимит или нема лимит. Пазарот е таков каде што се борите за екзистенција, прво. Не можете да кажете дека ќе имам ја оваа година 3% од прометот добивка. Тоа е многу малку, ако само 3% ги намалите цените. Ќе имате 0 добивка. Ова е интересантно. Ако 4% ги намалите цените, ќе имате најверојатно минус. Ќе ви фалат пари да покриете плати, добавачи и така натаму. Значи во борбата да испливате, да бидете позитивни, може да ви се случи и 5% добивка. Зборам сега за мојата бранша, каде што маржите се во тие проценти што ви кажав. Сега, кога имам 20 маркети, јас велам, ќе видам со подобри цени кај набавни, кај купувачите, ако имам 25 маркети. Не? И постојано е таа борба да не се доведете во таа зона на стани пани, што велиме. Тоа е ваша борба. Да, борба, значи не е борба да имам ја Не, ве сваќам. 5 милиона евра добивка. Значи борба е да не пропаднам. Но нормално не можете точно по линија да одите. И да речете мене ми беа доволни 100.000 евра оваа година заработка. Не е возможно да се проектирате и така да го реализирате. Колку маркети има Тинекс? 40. Колку пари се вртат на дневно или на месечно ниво? Значи не говориме за добивка за профит, туку за ме интересира од прилика, никош нема ориентација. Сега ќе сгрешам, затоа што ја веќе неколку години оперативно со овие бројки не сум. Па не знам сега што да кажам, дали ако околу 100 милиона евра е прометот, колку било дневно или месечно? Не знам, промет се зборуваме. Промет е на дневно ниво. 100 милиона евра годишно имаме. Годишно. До 20, не знам дали имаме. Во сите 40 маркети, Да, така? да. Сега, знаете зашто што ми беше идејата? Сега да прашам, дали има години кога е повеќе, кога е помалку, во однос на оно што велиме животен стандард на граѓаните? Па има прометот кога е малку, но не осцилира толку многу, во мали проценти осцилира и знаете што многу значи ако 2% ви падне прометот или 2% ако ви се подигне прометот. На оваа сума на 100 милиони. Да. Тоа значи Па, на пример милиони евра се тоа на 100 милиони, 1% е милион, така не, му. ова сега да ви кажам. 2% ако се качи, тоа е 2 милиона евра на годишно ниво. Но во тие 2 милиона евра, чисто за вас има околу 15-20%. Значи, тоа е 400.000 евра чисти пари за работувачка. Затоа што на тие 2 милиона не ви се рачунати сите давачки и оперативни трошоци. Вие да со 100 милиона сте завршили работа за кири, плати, струја, се, имате некоја добивка таму. А во овие екстра 2 милиона кои се дигне прометот, говориме за 2%, имате како собственик нови 300 до 400.000 евра. Што не се мали пари. Затоа велам, 2% е многу мал процент ако се подигне прометот, но многу важен, многу значаен. Да. Кој што е многу значено да не падне. Иако падне 2%. Да. И денес, на пример, вие кога почнувате со нула практично, како видите, нели зимам јас, па потоа на почек, па ги враќам. Сте правиле пресек, нели она прашање колку тежи денес Владимир Тодоровиќ? Во недвижнини, во се. Морам да ги разбивам тие митови затоа што ви имате листи на Forbes каде што не е тоа престиж кој колку тежи, туку на крајот од денот е успех. Така, вие не сте ги украли тие пари, сте ги заработиле. А ние се срамиме да говориме, веројатно заради финансиската состојба кај нас во луѓето, што вие говорите 70% ќе кажат, меѓутоа во секој случај да отворите 40 маркети, да се вртат толку пари во промет, да купуваат луѓе за перење, за јадење и така натаму. Така.
Па ако сакате Фирмата и во чини. недвижни нива се. Фирмата чини некои пари и тоа се мери најмногу по, ајде да кажеме, EBITDA. Тоа е една категорија таму во кај економистите. Што е тоа? Тоа е амортизацијата, кај нас, например, ако е 3 милиона евра годишно, што и профитот, мисле чини дека е тука 3 милиона, например, ако оставиме 4, ако ставиме и каматите, мислам дека влагаат на кредитите, фактички тоа се пари кои фирмата во колку и си отплатени некретнините или основните средства за амортизација, ги заработува. Значи, амортизацијата се пари кои се заработени, добивката се заработени пари, камати се заработени, сето тоа се става на купи. Ако тоа достигне 7, 8 или 10 милиона евра, се цени дека може да се продае за 10 пати. Значи, новиот купец, ако плати 10 унапред такви 100 милиона евра, например, може да очекува дека ќе го подигне бизнисот и овие бројки ќе дадат уште подобро и може да заработува кој ќе продае фирмата, како да кажам, или после 5-та година или после 10-та година, многу повеќе пари, како не знам за гледачи дали ќе јас се обидам да ве пратам за тоа. Значи, од прилика 10 години некој може да ја плати фирмата да ја земе. 10 години што би требало да нормално дека во наредните 10 години ако не ја продадам, постои кај мене ризик да не бидат овие бројки да бидат полоши или да бидат уште подобри. И за тоа одлучува собственикот дали ќе ја продаде или не. Оне што купува исто така го гледа опружувањето, го гледа пазарот и вели да, јас можам да му платам него на било кој таму 10 годишни добивки или заработувачки, а после тоа јас ќе целата заработувачка ќе иде кај мене. Има ли милиардери во Македонија? Не верувам. Не? Не верувам. А првиот милион кога го правите се. Јас се обидувам да влезам као бизнисмен, например. Тоа е некое посебно чувство? Стигнав до милион. Сега, ако се обидам да се сетам како било тоа. Се сеќавам се една фирма. Бевте радосни, чувството не можам да, знаете, конечно милион. На почетокот се сеќавам дека еден пријател ми вика, ја посочи која фирма, вика, собственикот му рекол, види, ја лани поминав милион и сега ми е многу полесно. Во тој момент кога ми ја дадо таа информација, за мене беше мисловна именка милион евра. Милион марки беа тоа. Добро. Во евро ги збориме, бидејќи марката стана евро. Да, но тоа беше одавно. Бев многу зафатен со работа и дека посебна радост ми причинило, вајда тогаш сум заборел. Добро, дека, многу пари знае да биде главоболка? Па не. Не? Не. Зошто би било? Па затоа што ќе ви дојдат сите, дај 500 денари, дај 1000 денари, дај... Тоа да. Лажни пријатели кои што се вртат околу вас, ве тапкаат по рамо, колку знаете да процените од тој аспект човек, знаат, има такви луѓе кои што се способни да се залепат. Тоа, да. Како се насмеавте? Тоа ќе го носите, како да кажам, како една негативна работа со успехот или со стекнувањето на повеќе пари, но така, ќе мора да ги бирате и тие пријатели кои се така лажни пријатели, да кажам. Имате ли искрени пријатели? Па се надевам да. Се надевам да. Со другари од детство? Комуницирате Имам, уште? Да. Да? Да. Еднаш месечно, сега за жал станавме тројца, двајца ни почина, се гледаме, седиме, долго правиме муавете, се радуваме на тие средби. Тоа се од оние тинеџерски години. Поминати во Пула, така, или тука, или во пролече. Годините, летните периоди беа во Пула, а овие тинеџерски години си во Скопје, значи цела година во Скопје.
И тоа ми се 20 другари, за кои вака и ден денес сакам на себе да си кажам дека не сум одбредал во тие години, кога имате 3-14 години, паметот не е баш искуството и може да погрешите со... Апсолутно, кога прашувам вистински другари, мислам на тоа дека не го перцепираат Владимир Тодоровиќ низ призмата на парите, туку како другар, и вие ги перцепирате нив како другари на кои што некојаш нормално можете и да си кажете и мака, и да се исповедете, и така натаму, и така натаму. Баш така, да. Значи, тие другари, да ги кажам, од детство или од рана младост, се такви, каде што немаме тајни меѓу себе и се си кажуваме и се коментираме и Кога нема замерки. Кога завршува приказното со текстилот и кога решавате јас ќе правам маркет? Во време на ембарго на Србија имав случајно запознат тој еден Хрват што работи со фирма во Виена и тој ми праќаше некој прашок тука кој го продавав ја. За перење? За перење. Орион мислам дека се викаш, или Арион. Не се викам. И го продавав, но често бараше да се видиме таму, да договараме некои сделки во Виена. И на враќање на патот имаше тие големи супермаркети, голем паркинг. Каде ова? Во Виена, на излезот од Виена. Аха. Со кола одев. И купував по нешто за дома, за деца, некоја чоколада, едно друго, но... Што ги нема тука? Па, кога ќе влезете со количка, имате намера да купите неколку ситници, бога ми 100 евра ќе отидат. И сватив дека, како да има магија тие супермаркети, каде што со количка ќе поминете низ рафтовите и ќе дојдете со количката до... Мала дигресија да ви се надоврзам на муаветот. Мене еднаш кило портокали во Тиникс ме чинеа 50 евра. Од тоа што го говорите. Пошто отидов по кило портокали, но завршив со... Така. И тоа го уочив ја, и друго уочив дека кај нас во тој момент трговијата се претвори во дуќани каде што не се само послуга, него едноставно има некој пулт, има многу роба и каса тука и оној собственикот ви дава. И тие мали дуќани од 30 квадрата, 50 квадрата, 100 квадрата изгледаа пуни, да се малтене од пиле млеко дека има. Но не е така. Значи ја направив дека нема понуда таква како што треба да има една, ајде да кажеме, постаро самопослуга. Чеки, вие сте првиот супермаркет во Македонија? Да. Значи, во тој момент кога го отворив јас, констатирав дека нема како да паркираат, барав локација со паркинг, и дека понуда нема доволно, и комфорот на пазарење, кога некој артикл ќе го земат, па по патот ќе се размислат дали им треба, па ќе го остават, да кажем, било каде. Тоа е комфортно пазарење. И никој не ти прави притисок, повели комшија, што треба. Сега, кога му кажете на тој мал дуќан, ми треба бисквити, он зима гајба, се качува, зима ви ја дава. И гледате дека има рок уште 2 месеца, а ти имат рок од година дена. Не ви е згодно да му го вратите. Ке ви рече, во рок е. А вака на полица и да се пишмани, што викаме, со рокот, ќе го осте било каде, ќе го осте на каса ако сака. Комфортното пазарење во супермаркетите е незаменливо во однос на она каде што некој ви вели повелете комшија да го услужам. Тоа е малку некако латентен притисок на ајде купили, имам други што треба да ги услужам. Па не им е убаво на муштериите. Значи тоа го знаев дека имаат мала понуда и бев одлучил да... И чека да излезе комшијата за да не го види, повеќе да го знатера ако може да ме пишеш до... Да. Така. И бев одлучил да направам супермаркет, нешто. И се консултирате со некој, доаѓате и велите ова го нема во Македонија, да направиме маркет. Не се консултирав со никој, него барав локација и имаше една таква супермаркет во приземјето на Беко, затоа што многу беше важно да има паркинг. Тоа што е паркинг што е околу Беко, дури не се наплатуваш и беше негде полн со 40-50% во тоа време. Но таму веќе има некои други планови собствениците на Беко и го најдов овој супермаркет на Центро,
на скоро затварање во Карпуш 3 на улица Никола Русински до Тоа е Поштара. овде пред Ситимол влезот Така е. на Ситимол. Тоа е Така првиот? Првиот супермаркет. 94-та го отвори. 30 години денеска правиме. Видиш интересно. Па затоа, па мене ми уште поголема 30 среќен роден ден на Тинекс. Па Да, 30 негде години. 23 април ми се чини првиот промет го натворивме. И 30 години направивме. И сега морате да ми кажете. Две работи. Пред 30 години со колку пари беше влогот за Тинекс? Тогаш веќе имав некои си дали 6000 марки своји, па позајмив негде околу 15-20, па не ми стаса, па позајмив уште 20.000. Бев, Значи со да. колку му доаѓа? Имав месечини, 60.000 марки? па така некако може. Имав камата кај еден пријател за кој секогаш сум кажувал добро, затоа што никаква гаранција не ми побарал, но ја немав како да најдам пари. Немате авторитет кај банките да тропнете да побарате. Чекайте се, сакате да ми кажете дека бевте кај лихвар да земете Кај пари? лихвар 7% месечно камата. Имав. На колку евра? Па ми се чини дека беат дали 20, дали 30.000 Не марки. беше страф? На 20.000 марки на лихвар дојде. Па некако, ајде да кажеме, Тоа се времења кои што ги паметиме сите тоа, пред 30 години, 94-та, така тоа. 94-та, да. Иако тие лихвари поштаат и денес ме ги тоа за други цели, но вие ги зимате за да инвестирате. но Не ли јас- ви беше страф? па не знам зашто сум верувал во себе, или па она што кажав, само довербата иде со незнаењето, не сум ги знаел последиците, можда не знам како да кажам. Имав само доверба дека ќе ги вратам парите, ги вратив парите и јас постојано, затоа што кај некои пријатели и кажувам кој е тој, зборувам се најдобро за него. Значи, И ден денес? и ден денес за 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 него- и погредно што 7% камата. Па добро стари банка Па, нас ни прво. на нас банка ни даваше 14%, ни дава на потрошувачки кредит. Дури и фим бил лихвар од прво затоа што ми ги даде без збор, Аха. второ никаков притисок од него немав, ги вратив парите, се разложив и Значи така, баш Тинекс почнува убави со спомени. Тинекс почнува со вие како рековте имате 5.000 евра, 6.000 евра, така реков? 6.000 марки. 6.000 Мој марки, ми се чини, па поземувате 26.000 и уште И уште 20. 15. Имав и, значи делот поземените пари беа и од пријател кој Аха. не е никаква лихва. Така да така, добро, тоа е пријателски, Да, како роднина да ви позива, значи почнувате практично бизнисот, односно приказната на Тинекс почнува со 50.000 марки. 60 нека е се. Еве 60.000 марки. Колку вреди денес Тинекс? Па ако одиме понапред, претходно што кажував во однос на ебита, односно добивките, Аха. амортизацијата, Добро, доаѓа сега помножени карикирам по некој- 10, може би да е 100 милиона, например. Ама тоа не, пазарот ги диктира. Пазарот ги диктира, да. Вие може да продавате за 50 и никој да не ви дае. Аха. Но добро, тоа е во секој случај добра сделка. Сте почнале и добра интуиција, сте почнале со нешто со 50.000 марки. Да. Сега нешто кое што вреди, вие дури скромно велите 100 милиони еври, јас мислам дека може би повеќе. Да го продадете денес, сигурно не би му земале 100 милиони евра. Па, веројатно, не... Знаете како, кога има притисок на купувачи, цената расте. Например, ако сега сакат некој од ланците да дојдат, сега Делезе или не знам кој, и така натака, и доволно да се појават тројца сериозни што сакаат да влезат на овој пазар, и цената оди и нереално висока. Конкуренција, сакам, ќе зборувам и за конкуренцијата. Тргнува првиот маркет. Задоволни? Беше бум, не се плашевте од тоа како ќе реагираат луѓето затоа што чекате сега, вие отварате маркет. Јас си го имам малцкото гранапче, сега кога отидам во Тинекс, сега ќе треба да платам. Вака кај комшијава ќе ме почека на пишанка, ќе земам тоа што ми треба и на некој начин и тие малите маркети го гледаат тој налет на супермаркети. И веќе не знам дали постои локално, може има по некои мали кои што накадно во секој случај супермаркетите го презема приматот. Од тој аспект кога стартувавте. Па, баш заради тие две работи, дека ќе има поголема понуда од нив, ќе има,
дека ќе биде комфортно пазарење, па дури се надевав на нешто пониски цени да имам во однос на таа конкуренција, каде што ја спомнавте вие пишуваат пишања. Тие се локални гранапчиња, ги знаете сите помало имаше во Сопче практично. Нешто пониски цени, комфортна понуда, мислам комфортно пазарење и побогата понуда. На едно место да има да ги задоволите потребите што повеќе да ги задоволите. И денеска ние немаме се и се што, но се трудиме што повеќе од потребите на едно семејство да ги задоволиме. Среќен бевте тогаш? Па веројатно да. Или измешани чувства? Па 30 години. 30 години. Да. Бев задоволен, бев среќен, но самиот почеток, по отварањето, кога се соочи со проблемите. Со кои проблеми сега? Па знаете како, почнува да ја притискаат добувачите, за да си ги платите обрските. Од друга страна да створам пари за позајмените пари. Па за вас да направите, за да има за дома. Така и покрај тоа што претпоставам на крај сте се ставали. Па пописот кога го направив беше не очекував толку кусок. Кусок, да. Колку? Па не се сеќам, важно многу ме вознемири. И една реакција дента кога ден денеска ми стои тоа и не знам, едно детенце од можеби 7-8 години украло некој чоколада и дента ми соопшти претходниот ден енормно висок кусок, каде што ја веројатно нема да завршам во плюс. На нула нема да стигнете. Да. И тоа е неискуство, и со кусокот, мислам, и со пазењето на роба и така натака. И јас решив негов видео детенцето да му наплатат 10-кратно, да дојде родителот да му наплатат 10-кратно. И доаѓа родителот и некако беше тоа многу тежок момент, многу му се обрати на детето, зашто бе мама ова го правиш? И така се расплакало ни малку. И парите што ги оставя, ја не сега да ги земам. Ве фати жал? Да. Дори сега има емоции на кај вас кога гледам кога кажувате, знае. Тоа е во афектна состојба, нервозна се случува тоа што се случува. Кога се дигате на нозе практично? Кој ве крадеше највеќе? Не може, зборам од вработените, нели секој ќе стави сега претпоставам по нешто за по дома. Тоа се тие пионерски времења, вие сте први за тоа велам пионер. Па знаете како некои анализи што ги правеле на запад, мислам во западниве земји и таму констатираат дека 2/3 недостатокот на роба е од вработените. 1/3 е од купувачите. Не знам дали е тоа и кај нас или така е важно. Робата фали. Чести вработени не е ваквото, но горе-доле балкански менталитет. Научени сме така по... Така, да. Не знам. Ги понатака внимававме повеќе, кусокот го доведовме во некои подностливи бројки. За колку време се разложивте? Па мислам дека првата година се раздржив и ова сакав да кажам дека во тој момент кога беа тие проблеми, јас не ни помислував за некој втори или трет маркет. Еден и крај. Дојде еден пријател кој работи таму со Австрија, увезуваше шеќер и ми вика: Ладо, па нема кој ти си единствен што може да развиеш ланец. И јас дури се налутив на такви предлог или на муабет. Да, лабавете. Ја не можам се уште ланци ги правам. Но се релаксирав. Една година и пол ми се понудија 2 маркета, следните 2 беа таму во аеродром, едниот во населбата кај Бисер и другиот беше овде во Карпуш 4 на Вич, мислам, улица. Тоа е исто пак од другата страна на Сити Мол. Да, од пред мостот Обединети нации. И уште си работат. Уште работат. Да. Кој маркет најдобро работи? Денес? Па Зебра, мислам. Зебра? Најдобро е? Да, мислам. Тоа е затоа што има еден како се вели тоа мајндсет на размислување дека таму живее побогата клиентела или? Паркингот е многу важна работа. Паркингот? Паркингот е многу важна работа, иако тој често знае да биде полн, но на луѓето им одговара.
И влијае густината на населението, но и самата улица Васил Ѓоргов е доста фреквентна, па им нуди попат на кај дома да влезат и да пазарат. И така почнува ланецот практично. Тоа е во Скопје. Кога планирате во Македонија? Кој ве Не се сеќам која година, но веројатно негде ни се понудило. Аха. Сега имаме Кавадарци, имаме многу во Охрид. Добро, Охрид природно да Имаме има 60 на градови. туристичко. Не знам, Струга знам дека имаше, не знам дали имате сега. Имавме 2-3, па намаливме на 1-2, не знам. Штип нема. Чудо едно. Имаше. Знам дека имаш. Не беше најсрекна таа локација, имаше некој паркинг кој постојано е полн. Дали е битна локацијата за маркетот? Па како не? Да? Некој што консултанти, дајде да кажеме, вика за маркет најважно е локација, 3 работи. Локација, локација. Да. Со колку вработени почнавте? Мислам со 20. Сега сте? Па 1500. Задоволни ли сте од себе? Што сте направили? Јас не знам колку сте вие активни во Тинексот, бидејќи претпоставам тоа е на веќе некои велат нели Космо, Тинек, што е на деца, што не е на кој што води. Вие Па добро, тоа некои ги кажуваат и работи по свое видување без да ги проверат. Тинекс работи единствено со една жиросметка. И сите овие се подружници. Не, дали вие ги пуштивте малку конците, дали си взимате? Тоа да. Тоа сакав да прашам, тоа аспект, дали воздишка малку взимате? Да, тоа ми фали, ми треба и знаете како вие сте помлад, го немате тоа чувство што го имам јас на 67 години. Енергијата се губи, енергијата која ви дава за право или да влезете во нов проект. Значи да чувствувате со капацитет и енергија дека можете и ова и она и нешто ново. На 45 години што имавте? Затоа што имам 45. Па веројатно 20 маркети, 30, не знам. 20 можда, да, 30. Па не е секој за бизнисмен. Не, јас се извинам. На 37 изја ги отворив маркетите и може имало 15. Тоа мој 45 години, 20. Тогаш сте во полн Да. Мислам дека природата е таква да луѓето таа сила и капацитет свој психички и физички го држат до своји 55-60 години. Никогаш не слушнавме за вас. Не, го тргам настрано недел со политиката. Никогаш не слушнавме за бизнисмен, за човек кој што се фали со пари, дека се чалами, дека како успевате да останете скромен на Па не, да се вратиме на бизнисот, знаете кога имате, затоа велам кога имате, знаете дека имате пари, некојаш малку си дозволуваат, можеби не вие, но голем, обично децата знаат да фрлат чалам, никош не слушнавме за. Тоа е дека ај сега ја имам пари, па сега да видите што како ќе ви направам, да држите таа скромност, питомост, некоја повлеченост, не знам дали свесно, дали до домашно воспитување. Под се помалку, може би домашното воспитување, може би некаа генетика, може би невкусни туѓи примери кога во кафана се нарачува пиело околу 1000 евра или не знам, тоа е невкус за мене, ама за да го оценам јас за невкус, сепак сметам дека се работи за домашно воспитување. Невкус е во нека околина каде што многу луѓе ве гледаат да манифестирате моќ на пари. Тоа е. Ама вие сте таков во природа или се стегате? Знаете, Добро, во кафана кога ќе отидете, например, и во кафана кога ќе отидете, дури не дека ви е непријатно, туку знаете оние кои што имаат пари, ние што ги велиме богаташите, па ќе се расфрлаат пари по музика, по пејачи. Вие и тамо сте. Па мислам дека имаат нагон. Не сме слушнале муабет. Нагон да покажуваат. Мислам дека кај повеќето луѓе, да не се лажеме, постои желба да покажат колку се успешни преку тоа што се расфрлуваат со пари. А ваше мото кој е?
Има време за се. Значи, не знам зашто би можело мене повеќе. Јас не дека не сум залепил пари на музика. Добро, се, но јас сум залепил, Да, нормално така. дека секој залепил, Да. ама не е она брутално фрлање и малтретирање на... Стварно го сметам за невкус во околината да се двомам да ви кажам една работа што Не се двумите, кажете. знаете, мислам дека со куќата што ја направи сгрешив што е на таа локација. Оваке Борис Трековски? Да. Зашто? Што ве нервира се? Затоа што е многу на виделина. И сите поминуваат тебе на Тинекс куќата. Види колкава е на Тинекс куќата. Дури има коментари, се му е малку. Значи, Не сум слушал таков па не, коментар. од пролазниците зборам се. Аха. Значи, проаѓаат и тука има некои луѓе што работат во дворот и стужат, де се му е малку на овој. Значи, ја парите сум ги стекнал на многу чесен начин, со многу работа и труд и ќе кажам дека сгрешив локацијата, затоа што тоа ако беше негде наводно има и поскапи куќи, некако се скрие една до друга за друга и не знам што кажам. Оваа локација одбрав заради тоа што така, јас сакам животни многу. А имате коњи? Па и тие, да. Така, таму. Пошто ги гледам се, ако ќе поминеш во Борис Трековски за Срам тоа. ме да кажам. Зашто? Да. Има 5 пони кончиња, уредно ги одржаваме таму, ги чистиме, имаме 3 кучиња кои се од улица, едното дури е така оштетено со кичмата, потешко се движи, имаме 10 мачки, имавме и некои други. Животинско царство цело. Да, и животот со нив е навистина релаксиран. Значи тие ништо не бараат од вас, бараат да се милуваат и да јадат. Тоа е со, тоа е убавината. со животните е тоа цело време велиме и ја кога ќе го сретнеш кучето, кога ќе го видиш оне и ви прв, се тој радува. бишоно, тој ти се радува и дојди Сака да се милува. му викам, дојди вамо, само ти даваш љубов, а не бараш ништо за Така е. возврат. А Ама зашто ви е сите. срам, ми е срам да кажам? Зашто се срамите да кажете? Па не сега јас. Прво не сте украли. Така. Не знам како да кажам сега. Некој ќе рече он има пари за коњи, а не знам што друго. Ами добро сега, вие ако имате пари за коњи, а јас ако немам, не знам, не за леп сега, знаете, не говориме до екстремите, ако тоа е малку завист, ја за тоа говоров, тоа е таа мала Македонија. Знаете, ние ако имате ваков бизнисмен и тоа и како држава и како нација, ја меѓу другото и тоа и интенцијата, па дајте ме да поддржиме успешни приказни во Македонија. Сум ги гледал јас на ХТВ, Да. на ХТВ, на хрватските Хрватски, телевизии, на RTL знаат да дадат успешна приказ. Нормално, ако има, како се вели она, сомне за било каков криминал, тука се институциите, меѓутоа некој кој што тргнува со позајмици, со лихвари, со едно со друго, слично е приказната и на Џоковиќ можеби, татко му се задолжувал кај лихвари, па стигнал до таму. Но И моите бизниси не се ни 0,1% со институциите. Значи 99,9% со народ. е на отворен пазар, кој сака да купи, да влезе да купи. Значи, мојот успех не се базира на договори со институциите. Но сепак мислам дека поднебјето е кај нас такво, добро е ова што го правиш ти, Мишко, да се менува свеста. Ако во државата има повеќе успешни, државата е побогата. Па не само тоа, господине Тодорови, затоа што ако ќе го гледаат ова луѓето, јас сум убеден дека оној кој што вистина има мака, да дојде да тропне кај Тодоровиќ и да каже има мака ваква и ваква, не говорам за питачење за едно или барам работа дека ќе му излезете во пресрт. За такви успешни приказни говорам јас. Но вие имате приказни кои што ве стават вас во исти кош, затоа велам кој што со трето оделение ќе направи пари, кој што се изживува на некој кој што ќе дојде да замоли некојаш кој што стварно му требаат нешто пари. А тоа го видов од реакцијата со детево кога велите. Вас дури сега ви се насолзи очите кога рековте, кога го видов детево што украло чоколада. Добро, не знам што да кажам, каков коментар да дам на не, вашо. затоа велам дека треба ние, ако ги имаме успешните приказни, да ги гајаме тие успешни приказни. Да пробаме да не се давиме во ова тло, да пробаме да правиме наши успешни приказни надвор. Нека има Тинекси во Хрватска, нека има и во така.
Така. Ние сега, реакцијата сега, ајде сега ќе влезе Lidl па да видиме што ќе прават наши. Ние мораме да менуваме таа матрица на размислување. Ве плаши ли Lidl? Не ме плаши Lidl, дека ќе има пореметување на пазарот, ќе има, дека нешто и ние ќе паднеме, како да кажем, но ние ќе се построиме или реструктурираме према тогашните услови, какви ќе бидат. И мислам дека се ќе биде како во ред. Нема да не кажувам дека нема да не биде ништо. Значи, не кажувам дека влијанието на Lidl е занемарливо. Па добре, другата конкуренција преживеавте до сега. Така. Исто имате Грчка, имате еден куп маркети кои што се мислам отварат. дека се ќе биде во ред. Што е битно за еден маркет, освен паркингот? Битно ли е квалитетот на производите? Битно ли е бројот, што по-разноликост на производи? Така, битно е понудата, цените, значи цената, понудата и услугата. Тие три фактори се. Локацијата е број 1. Потоа се цените, понудата и услугата. Што има денес Тинекс? Тинекс, маркети 40, имате Космо, тие ги рачунаме тамо или? Космо, да, тие се во состав на компанијата. Сега има два ресторана. Добро. Има сега, што може да има? Има некој... Вие тотално сте се повлекли, сте оставили, Надвор сум од ова, слушувањето. Зебра е еден дел од Зебра не е само Тинексот што е внатре, туку комплексот предпоставам и хотелот, така? Да, и хотелот. Тој работи? Во хотелот е. Тој работи? Јас ќе ве потсетам, да. Годи ми се допаѓа, морам да ви признам, затоа што заличе конечно на нешто тој простор тамо кој што е. Да. Морам да го привршам умавето да не испуштив нешто да прашам. Ми треба еден бизнис совет кој што ќе го дадете на луѓето, но претходно, за да не испадне си го викнал па не си прашал. Би прифатили ли пак да бидете градоначалник? Не. Од денешен аспект како гледате на тоа искуство? Тргнете политиката настрана се она што се случуваше. Со се Скопје 2014. Па не може да не се тргне политиката. Се каете ли? Па, може би да. Не ми бе очекувањата дека власта може да биде толку злочеста. Значи, морам сега пак да кажам нешто што не е тема на емисија. Јас доаѓам за градоначалник во април, во мај подпишувам одлука за избор на изведувачи за 7 споменика. Значи, тамо предходниот состав на општината ги имат минато сите постапки, кои се законски. И дојдено е до избор на изведувачи. Доаѓа избори и јас доаѓам мај месец или април тамо и мене комисијата за јавни набавки ми вели одлуките треба да ги подпишете. Тие и тие изведувачи се одбрани, тие и тие учествуваа, ме информираа за нешто и јас ги подпишувам. Тоа се 7. Таква една уште една таква јавна набавка во моје време, значи ја од почеток ја почнам до крај, таа со овие 7 ми ги ставаат на товар, бараат мерка притвор, значи злочеста власт, со тоа што дека сум ја злоупотребил службената должност, прифаќајќи ги парите од владата, значи не велат криминал, не велат корупција, не велат ништо, него злоупотреба. Злоупотребата се состои во тоа што јас сум ги прифатил парите од владата за изградба на споменици, а општината не била надлежна за тоа. Значи, и да ја докажа злоупотребата, тука нема никаква штета. И да се бара мерка притвор во Идризово, Шутка, тамо каде е, и од кога ми одредија домашен притвор, обвинителот да бара повторно, да се жали. Ова говорите за сега, за последново? Сега, за последново. Значи, таквата, мислам, секоја власт, не велам дека предходните може не било. Апсолутно, значи, разбирам, да. Да ги злоупотребува, они ја злоупотребуваат нивната службена положба. Баш тие. И обвинителот,
и сите што ја представуваат власт во овој случај. Значи, ако Анчелоти сега говорка за некои се му претат на тренеров со 5 години затвор, 4, зар ќе барат мерка притвор? Колку мандати бевте вие? 2? Еден. А за вториот не сакавте. Те овие информациите па ветерале. Тоа е веќе друга приказка. Но тоа е веќе друга приказна, политика никако, така? Не, политика не е затоа што, знаете, тоа е лош сигнал за некои кои се способни, успешни во политика. Јас не се рачунам за човек што има дарба за политика. Но можам да бидам оперативец кој всушност во општината треба да ги подигне условите на живење. Не ве разбират и не се замарате со политика, ова со Тинексите е подобра приказна и поуспешна. Но велам, сигналот е лош за некој што може би се способни, што може да дадат на државата нешто. И на локалната, и на централната власт и така натаму. Но гледајќи ги ваквите примери, нема, ќе се замена за Швајцарија и за Германија. Сте размислували некош да се замените држава? Има работи што не ми се допаѓаат, но не е возможно да коренот го откинам. Може би ќе бидам повремено негде. Како некакви одмори почести, но тука е коренот. Сега кој го води Тинекс? Вие стоите како супервизија, гледам дека дури не памтите на кој е препуштен на Керката, по старата керка ги води сите работи. Се оно што е хотел Тинекс, така? Јас имам керка 43 години. Скоро колку тебе, Мишко. Да. И таа се она раководи? Таа раководи. Бара совети од вас? Молам? Бара совети од вас? Се консултира или знаете тоа се тие бунтовни години кога чека да ти кажам ти? Пројдоа тие бунтовни. Пројдоа тие кога заврши факултет. И кажете дека ќе одите на подкаст. Не знам дали кажам. За да видам како реагира, да. Добро. Ова е баш добар бизнис совет, еден бизнис совет од еден успешен бизнисмен. За бизнис едницава, за бизнис совет за оние кои што не гледаат, на пример, како решувам да стартувам некој бизнис, знаете. Некако ова младина е се повеќе бунтовна како што сте били и вие. Ја за 200, 300, 400 евра не ти работам, брат. Дај нешто да почнам да стартувам. Меѓутоа веќе сите во таа насока размислуваат. Говорам за оние кои што нели има млади деца кои што имаат идеја. Од тој аспект велам кој е бизнис совет, вреди ли да се ризикува, да се поминува овој пат за кој што вие го говорите, првиот месец во нула, поземен кај лихвари, што ќе правам, како ќе правам, како во тие моменти. Од тој аспект еден совет, да се откажеш, како да останеш храбар. Сега малку е друго време во однос на тоа и не знам дали би можел да дадам прав совет на младиве, но секако дека за оние кои доаѓаат на работа во компаниите, приватни или па дури јавни предпријатија, препорака е да се посветат на работата. Препорака е да ги завршуваат работите побрзо и понавреме. Она што не го знаат, моја препорака е да прашуваат. Затоа што најмногу ќе се усовршат, они како персона, како личност ќе се усовршат, ќе бидат добри, ќе тежнат да бидат добри експерти. За добри експерти има понуда сегде и тоа за високи плати. Денеска има плати за добри вработени од 3 до 10.000 евра. Колку зима, се нека звучи брутално, колку зима продавачка во Тинекс плата? Тие плати не се големи. Ја очекувам дека се негде околу 350 евра. Значи оно што е малку повеќе од минималната. Од малку повеќе од минималната. Но ние имаме 95% тој кадар ние. Значи од вкупните вработени. 100-200 имаме во администрација и така. Ма добро, има и шефови кои што претпоставам земаат големи плати, така? Добавувачи, менувате набавувачи? Шефови има и по 1000 евра земаат. Добавувачи, менувате тоа или? Добро за месо, бидејќи гледам дека правите, како се вели, делукс, со посебни оние што се као италијански приказни за... Добро, имаме еден канал на добава од Италија за деликатесни производи. И дури од Шпанија имаме некои, но тоа се помали количини. Тоа вие договарате или? Ќерката. Сега полесно е за договарање. Ние сме ланец маркет отколку вие ко почнувавте. Сега полесно, да, полесно.
Сега кој ве гледа повеќе како конкуренција? Lidl вас или вие Lidl? Сезоно како? Кој ве гледа повеќе како конкуренција? Кој гледа? Дали вие Lidl или Lidl вас? Па не верувам дека Lidl нас не гледа како конкуренција. Lidl е супериорна фирма, има свој концепт, успешен концепт и не верувам дека уопште гледа некаква конкуренција на пазарот, ниво нас, ниво било кој од нас. Пошто е различен е во Грција кој ќе отидете производите, различен е во Србија. Во Грција можете да најдете по-интересни работи, во Србија малтене го има се оно што го има во нивните маркети. Може би имаат они договор, нешто како да има информација дека владата на Србија ги има условено да, не знам, дел од производители, колка тој процент бидат српски производи, што е може би коректно, или бар да тоа биде во првите 5-10 години. Треба и нашава влада може би да помисли, затоа што сепак витаминка треба да произведе и да продава на овој пазар. Ако го изгуби овој пазар, уште потешко ќе продава во Бугарија или во Грција витаминка, не? Или слични производствени капацитети во Македонија. Треба на некој начин да биде договорено да се појават поред нивните производи и наши македонски производи. Добра. Ке не биде ли? Многу тешко. Дај само оптимизам се. Не знам, со овие 67 години, искуството мое, не знам. Не сте оптимист? Не баш. Не. Па добро, морам малку да ги охрабриме, барем младите што да правиме ние, да ги охрабриме се. Јас разбирам што и како. Не знам. Значи ние како нација или како држава треба да имаме късмет, дали тој късмет ќе дојде да не се појават и тоа неколку последователни гарнитури на власт која сака да. Проблемот кај политичарите е немање желба. Значи немање желба ова да стои на правото место. Не го интересираат, не ги интересираат. Интересираат нешто друго. Значи отсуство на желба, некој викаат, треба некој да сака за да дојде до целта. Нема желба. Добра. Вие сте задоволени од она што досега го имате постигнато? Да. Сте комотен? Да. Како го гледате Тинексот, еве сега кој што вашата ќерка го презема, како го гледате перспективно? Постапките и што ги работи и знаењето кое го има, ја со голема доверба или со, не знам што да кажам, очекувам добри резултати. Драго ме што прифативте да бидете дел од овој серијал на бизнис муабети со Фактор М како што ги реализираме. Го почнавме муабетот со тоа што 10 години не сте дали интервју, тоа ми е уште поголема привилегија и поголема чест. Нека е среќен роден денот на Тинекс. Свесно ли ги избегнувавте новинарите да завршиме како што почнавме? Да, мислам дека одговорив. Ве нервиравме или? Не. Затоа што добар дел новинари имаат некаква цел, значи не сите, да ја представат или мојата работа или моето минато како валкано, како така не беа коректни. И поготово во тој момент кога јас заминував како градоначелник, доаѓаше нова власт, едно чудо новинари беа накострежени да извлечат нешто што ќе ме искомпрометира, што не видовме до сега, освен нормално за така ја го чувствував тогаш. Да. Ве рекетирале новинари? Да. Сте им давале пари? Било реклама. Благодарам. Уште еднаш, многу успех, среќен роден ден, Тинекс нека потрае што уште повеќе и што уште повеќе македонски успешни приказни. Благодарам и на вас за поканата. Се надевам уживавте, бидејќи не знаевте како ќе се надевам дека уживавте исто и јас. Владимир Тодоровиќ, бизнисмен во Бизнис муабети. Гледајте ни понатаму, бидете со нас. Јас сум Мишко Иванов заедно со Фактор М во Бизнис муабети.